амбасадата. Во амбасадата исклучиво е албански персонал. Значи една од вработените многу непријатно изреагира и ми рече ова да ти е последен пат да дојдеш во амбасада кај нас. Значи јас еве Бујар Османи, јавно го прашувам дали неговите вработени имаат наредба од него да не примаат луѓе од соседните земји во Швајцарска, во македонска амбасада во Берн. Значи жената ја напикале до нив и ја одземале и канцеларијата. Значи она е вон границите на достоинството. Значи не сакав да правам проблеми во амбасадата, ама женичката од МВР навистина е загрозена. Значи, она е мизерија, се наоѓа во картонска кутија сместена. Значи, нема метар на метар жената тешко слика. Благодарам прво поздрав до женската страна, Наталија, Александра, Мичо. Јас сум у женската страна, Гого. До екипат и еве конечно завршија изборите, добивме нова председателка која го спомена името Македонија. И би сакал нешто да продискутирам околу темата амбасадите и кадарот кој се наоѓа во самите амбасади. Ајде. Значи конкретно еве да ја пофалам амбасадата во Берн, во која сум непријатно изненаден, пошто јас живеам на тромеѓе, значи измеѓу Германија, Франција и Швајцарија и бев приморан едноставно македонскиот пасош да го заменам со оваа нова додавка што ни е придаена, со сила што ни е дадена. И сега го се упатив во амбасадата во Берн, каде имав резервирано термин, на закажан термин. Значи, при самата комуникација со амбасадата, кога влегов во амбасадата, ми беше сугерирано дека треба да се направат копии од постоечки лични карти, важечки, од дозвола за престој. Тоа истото не стои на страната на амбасадата, за жал. Во амбасадата има копир апарат, меѓутоа не се користи, поради тоа што биле презафатени во амбасадата. Во амбасадата исклучиво е албански персонал, значи да не се вреѓаме се, реално треба да се каже кој работи таму. Единствено службеничката од МВР беше само од македонска националност. Бев приморан, значи да направам копии во првата пошта во Берн. И луѓето беа прилично иритирани, не само јас, значи и другите луѓе што беа дојдени за замена на патни документи, некои имаше и запасавани, значи што требаше хитно да заменат за Македонија, на кои им истекла патната исправа. Значи видно беа вознемирени дали беа македонци, дали беа албанци, и мене ме иритира тоа што доаѓам јас од Германија директно во Берн, пошто Берн ми е доста поблиско отколку Минхен. И на тоа ми беше сугерирано дека јас немам право да поднесувам документи за пасош во Берн. Тоа никаде не им стои на сајтот. И биле тие преблокирани, не можеле Швајцарија да ја одработат за диаспората, па камоли за Германија и за Франција. Меѓутоа зад мене имаше човек од албанска националност кој се уклучи во муабетот и кажа дека е албанец и дека доаѓа од Франција и дека истиот има договорено како мене термин. Меѓутоа една од вработените многу непријатно изреагира и ми рече ова да ти е последен пат да дојдеш во амбасада кај нас. За овие работи. А зашто е амбасадата ако не ви помага? Значи јас еве Бујар Османи, пошто се уште е актуелен министер или не е? Да, уште е. Се уште. Еве јавно го прашувам дали неговите вработени имаат наредба од него да не примаат луѓе од соседните земји во Швајцарска, во македонска амбасада во Берн. Дали од него директно е тој ултиматум поставен или самоволно се понашаат вработените. Доколку има некои правила, би требало да ги истакат на веб-сајтот на македонската амбасада во Берн. Па ние можеме да му испратиме. Да, ќе испратиме и... Ние сме испратиле до сега, еве да кажем, затоа што ни пишуваа луѓе не само од Швајцарија и од други амбасади, имаше и од Америка, имаше од секаде вакви поплаки и ние сме испратиле до МНР најмалку 8-9 прашања и во МНР било прашањето е примено, ќе ви одговориме и ниту едно не е одговорено. Сега има можност. Запишав секретарката која ми го закажа терминот, си викаше ве исели и го носев со мене нотисот, пошто не би ја запамтил по име и по презиме. И сугерирав на таа шефицата што им беше главна во амбасадата, која дрско се понашаше,
која беше забулена, значи другите беа културно облечени, не може човек да ги препознае дека се албанки, без навреда, значи. Добро. Значи жената дрско дојде и изреагира, а кој тоа тебе ти закажал? Ја реков, извини, секретарката Вејсели ми закаже и ми рече дека сакала лично да ми заврши работа. Меѓутоа не се работи за лично завршување за работа, таа го заработува тој леп, парче леп. Не треба мене да ми заврши работа. Што треба да се ја заврши незината работа. Граѓанска обврска да не излези на сите нас од диаспората во пресвет и да ја заврши најпрофесионално работата. А не да ме упатува јас како би требало во Минхен да заминам да ја завршам сите тие работи. Очигледно дека по амбасадите имаме кадар таков кој што имаме и тоа навистина треба да се промени. По амбасадите имаме... Затоа што... Наталија, само да ти сугерирам едно нешто. Значи, ланска година вадевме за дечките пасоши, пошто им истекуваше рокот. Значи, жената си имаше своја посторија за сликање од МВР, што е вработената во Берн. Значи, имаше своја канцеларија каде ги сликаше дечињата. Нас ја сликаше преку едно мизерно импровизирано картонско прозорче, ако ви е верно. Значи, жената ја напикале до нив и ја одземале и канцеларијата. Значи, она е вон границите на достоинството. Значи, она треба некој да појде, значи не смеев ја да сликам во пошто се наоѓам во амбасада, не смеев да го извадам јас телефонот и да сликам. Во друга амбасада кај да сум гледал, ја уште на почеток сум оставал шо од метални превети и низ детектор сум поминувал, па телефон уште помалце да смеам да внесам. Значи не сакав да правам проблеми во амбасадата, ама женичката од МВР навистина е загрозена. Значи она е мизерија, се наоѓа во картонска кутија сместена, ако ви е верно. Значи нема метар на метар жената кај што слика. Срамота. Значи она е дно. Ланска година, значи жената имаше две простории. Во двете простории не внесе и беше многу пријатно. Годинава жената потиштена, верувајте, во картонски, со картони е преградено и слика жената, буквално она нема никакви услови. А кој ја земал го канцеларијата? Она имала предходно нејзина каде што фотографирала? Значи предходно и за да напикаат поише луѓе во амбасадата? Јас тврдам, значи, 1.000%. Еве нека се јават и други луѓе што биле ланска или прекланска година. Значи, жената имаше прекрасни услови за работа. Значи, што и направиле таму, кој е запослен на канцеларијата, треба да прашате. Овие партиски. Значи, слободно пишете еден имейл, еден допис до амбасада, тие се должни во рок од 3 дена да ви одговорат. Зошто жената која е задолжена од МВР е префрлена веднаш до нив, значи работи веднаш до шалтерскиот работник. Значи преградено име тоа со картон, значи она е вон сите, вон секое достоинство. Срамота. Да. Сега ќе има можност Гордана Селјановска да предлага да именува како се вика амбасадори. Да се надеваме ДПМН ќе го превземе МНР. Предпоставувам дека ќе има таму менување. Амбасадорите сега што се поставени од ДУИ, што се нашло по дома, што нема работа испратено на амбасади и тоа е тоа. Значи они сега ќе имаат можност ВМРО ДПМН да ги среди и амбасадите и останатите ДКП. Александар, јас би сакал уште едно прашање да поставам. Зошто не му е дозволено овозможено на диаспората да гласа преку интернет? И такви реформи треба да очекуваме сега. Нудеше една политичка партија дека таква понуда имаше у програма, дека ќе предложат закон за диаспората да гласа преку интернет и таа политичка партија не доби поддршка. Значи, еве, ние конкретно не сме пожелни од Германија да одиме во швајцарска амбасада, пошто жената ми изрази ми кажа дека се преблокирани со работа и не се должни тие да работат за луѓето кои живеат во Германија. Значи, дека е хаос со амбасадите е хаос и дека треба многу да се работи за тие дипломатски наши представници, бидејќи тие се представници на нашата држава, ни светот. Па јасно. И дека треба тука реформи да се направат и тоа големи реформи. Еве ќе очекуваме од новата претседателка, тоа и се ингеренции. Дали јас би требал се 500 километри да патувам до Минхен, за да го изразам моето гласачко право? Така е. Дали е логично? Ај добро, за Германија не, мислам многу километри се. А што да речат Австралија или Америка? Или Канада? Точно. Ќе има само 2 конзуларни представништва. Па ќе правиме еве јавен притисок да направат. Треба да патуваат. Значи дали се свесни тие што работат?
А што нив ги за сега диаспората за кого ги гласа? Што е битно, нека направат една изборна единица, нека направат отворени листи, нека се гласа за личност на крај краја. Па тоа збориме и ние и за отворени листи, дека треба да се направат реформи, дека треба да има, па ќе видиме. Ако може само оти во меѓувреме звонат и други гледачи. Поздрав голем. Поздрав. Да, фала ви многу, имајте пријатна вечер. Поздрав се најубаво.